Истите одговори на новинарските прашања Лјупчо Палевски Палчо му ги кажал и на судијата на претходна постапка од Скопскиот кривичен суд. Негира вина за двојното убиство, нема да се брани со молчење и има докази за неговата невиност. За тоа му беше доволно околу 1 час, колку и се задржа. По повторно беше вратен назад во Самица. Палевски, откако беше екстрадиран од Турција, заврши во келија на истражниот затвор Скопје. Сместен е во одделот за притвореници од висок безбедносен ризик. Таму се и неговите осомничени помагачи, но со нив нема контакт. Сам е во 4 ѕида и еден висок прозорец со решетки. Досега не се жалел на здравствени проблеми и немал посебни барања. Под посебни протоколи поминува дури и храната која ја јаде 3 пати во денот, а поминува само 1 час да прошета во кругот на затворот. Освен 4 ѕида од својата келија, Лјупчо Палевски Палчо, првоосомничениот за двојното убиство, ги гледа и овие 4 ѕида како дел од отвореното шеталиште во централниот дел на затворот Скопје. Палчо со кратки одговори рече и дека нема да се брани со молчење и дека има докази за неговата невиност, но не одговори каде бил на денот на убиството на Вања на 27 ноември минатата година. Сторихте ли нешто? Дали ги убиствата на Вања и на Панча? Не. Ке се браните ли со молчење? Не. Имате ли докази дека не сте сторител? Имате ли докази дека не сте сторител? Какви? Зошто се дадовте во бегство? Не сум бил во бегство и не смеам да говорам за истрагата. Обвинителството по повеќе од 5 месеци од убиството ја финишира истрагата за Палевски, осомничен за креација и реализација на двојното убиство. За разлика од неговата, за помагачите кои се во шутка од самото откривање на грозоморното убиство, тече рокот од 15 дена за увид во документацијата на обвинителството и предлог на нивни докази. Владко Кешишов, Велибор Манев и Боре Видевски се товарат за помагање и грабнување во 2 убиства на свиреп начин. Осомничен е и таткото на Вања, Александар Ѓорчевски, за кого обвинителката Жаклина Крстевска-Јосифовска тврди дека дал информација за траекторијата и времето на движење на неговата ќерка. Осомничен е и шоферот на Палчо од Белград до Турција, Стефан Димковски, кој помина 1 месец за решетки. Ви се пожалили дека го месат за убиството? Ви се пожалили с нешто? Чувствувате ли било каква вина со случајот со Вања? Ви го хостали ли пак? Каде? Без Останува и адвокатот Алмир Алиспахич по службена должност да го брани Палевски, бидејќи тимот адвокати кои што тој ги бараше не прифатија да го застапуваат во судската постапка.